Се зборавме за вкус, зборавме за невкус. Кажавме еден тон работи што се субјективни. Јарно има една работа што е малце пообјективна која се работи за вкус. Или што би се рекло некакви си стандарди што општеството ги поставува за тоа што е убаво и што не е. И тоа варира од држава до држава. Ај денешно време и не е дека има некои стандарди. Ама порано си имаше некој определено, се знаеше што е уметност, што е кич или шум. Исто ти се фаќа. И двата збора значат уметност што нема некоја вредност посебна. Пошто нели порано имало музика уметност и музика така да играш, да се глупира. Едната е за богато друштво, другата е за нас обичните смртници. Јарно денес ми се чини не постои дете што го има речено зборот кич последните 20 години. Па и во моите генерации многу нема, обично повозрастните го користат. Ама зато денес ќе ослушниш зборот кринч или кринге овие што не научи англиски во живот. И се нормално е како се менват генерациите, се менват и некои зборови, да излегват некои нови зборови, нови фрази и така натаму. И супер е да излегват, ама ако може да се користат како што треба да се користат правилно, ти кај нас многу за правила да не и тркаламе ни. Кој кај стигна зборот го искористи. Дали треба или не треба, не е бит тоа. Така што дај да пуштиме едно шпицуле и да видиме после што е кринч. Може? Ајде да пуште. Кринге! Или што би рекли американците кринч. Е збор што се користи кога ќе видиш нешто што ти прави неубаво некако да се осеќаш чудно, срам те фаќа што го гледаш. Или што би рекле браќа Срби, убила ме туѓа срамота. Е тоа е кринч. Го гледаш и едно незгодно ти паѓа. А машала такви работи има за гледање кога го сакаш, особено сега по тиктоци и по инстаграм. Душа да бидам искрен, и кај мене во коментари многу се пишеше кога снимав Роки на времето. И до негде можам да разберам. А мање више тој и беше поентата на Роки. Роки ше како Смоки ќе изигра својата улога, ме изваде малце од таа комфорт зоната во која си бев. И ако не почнев со Роки, сигурно немаше да почнам со ништо од ова што снимам. Додуши за тоа некои луѓе би се сложиле. Гарант би биле пресрекни да не го правам. Знаеш како? Кој те праша бе бате? Така, и на крај на денот може да и ова на некој му е кринге. Ама и за тоа исто така, кој те праша, така? Ако ми било мене битно туѓото мислење, одамна немало со ништо да се занимавам, ќе си седев негде затворен в студио, никој да не ме знае од темницата и ќе си работам. Е, и кринџот како и вкусот е индивидуална работа. Нешта сите ни е незгодно или се гадиме или неубаво се сеќаме од различни работи. На многу луѓе пародите што ги правев за време на короната како Роки, пароди од песни да речам познати, му беа пресмешни брат, по 30.000 лајкови имат видеа. Лајкови не гледано, особено на деца. На многу луѓе нормално му беше кринџ. Знаеш како во Македонија, особено кога ќе правиш нешто и кога ќе почнува станува популарно, самото тоа што го гледат луѓето на одредени табиети што се завидливи такви, автоматски му станува одбивно. Значи не постои личност во Македонија што почнала да прави некакви бран, да добива некаква слава или да прави нешто убаво и да биде поддржана од цел народ без никакви предрасуди, без завидливости, без глупи коментари. Не постои. Може и во светот не постои, за таму не знам. А тука кај нас не постои дефинитивно. Море не тоше, море кој сака нека. Сите до еден дур градат некаков пат, некаква кариера и други знаат луѓе, пола народ од завист ќе пукни море. Се што може ќе искоментира само за да не биде работа. Не дека е тоа некој фактор за дали ќе биде или нема биде работата, ма ти пак си коментира. Така што ако било што планираш во животот јавно да правиш, дали тоа ќе биде видео, дали музика, дали шо и да, треба ти е јасно дека минимум 50% од луѓето се контра тебе во старт. Минимум. Исто така треба ти е јасно дека дури и двајца да имаш само поддржувачи, за нив вреди да се сработи работа. Без разлика колку и да ти велат дека е кринге. Иначе за тие што не ви јасно, оти еднаш велам кринч, еднаш кринге, кринге се пиши, цринги. И пошто нели ние си читаме како што си пишиме, мислиме дека на сите азици се чита како што се пиши. И така кринч ќе биде кринге, ченч ќе биде чанге, оти ц и х ч ја прави. До толку знаеме. Ама другото ќе биде чанге. Кејк ќе биде цаке, оти ц некојаш е ц, некојаш е к, не може да знае. Лазања ќе биде ласагна и така натаму. Се што се може да биде кринч? Сева, значи нема што не може кринч да биде. Зависи кој како те интерпретира. Пример понашањето може да ти е кринч. Како што реков, мисто како вкусот, на некој му се бендисва твоето понашање, на некој не му се бендисва, на некој му прави едноставно едно незгодно да му иде. И ќе мисли дека си кринч. Тоа што правиш може да биде кринч. Особено ако се работи за видео или за музика или за таква работа, многу лесно е да се осуди. Колата може да ти биде кринч. Пример некој BMW ако возиш од 2000. Не, пример вели. Не се бунете одма вие BMW-ашите се. Овие со моторите што прават анда дефинитивно се кринч. Тука можеме сите глобално да се согласиме освен тие што нели мислат дека се најаки во свет. Значи пак се враќаме на тоа дека е прашање на вкус. Се може да биде кринч. Зависно кој како ги гледа работи. Е сега на почеток спомнавме дека порано имаше некакви си правила општествени речи. Се знаеше што е
уметност што е кич. Например, ако се прави муавет за музика, музиката што се праја концерти, што се одржваше во сали со оркестри и така натаму беше уметност, а другата музика што се свиреше по локални бирти беше кич. А сега па та музиката од биртите локални се прави по стадиони, концерти огромни, преполнува по 200 пати во еден месец, а ова другата музика да сакаш еднаш неделно негде да слушниш не можеш, камоли секој ден. Се менват времиња. Ама и тој системот на уметност на кич, не знам дали се сложвам и со него. Иако сум нели дипломиран соло пејач, класична музика на факултетот за музичка уметност. Без разлика што баш таа уметност изучував, не знам дали се сложвам со фактот дека ова е уметност, ова не е уметност. Оти ги речи. Оти на крајот на денот, според мене, уметноста треба да е нешто што ти буди некакви чувства. Без разлика дали е слика, дали е музика, дали е филм, што да. Значи го гледаш или го слушаш за да разбуди нешто во те. Сигурно не го слушаш за џабе. Така што не можеш да ми речиш дека било каква музика што разбудва милиони чувства кај милиони луѓе не е уметност. Може да е едноставно направена, просто проширена било како. Ама ако има милиони фанови, може да ми речиш дека е дело без вредност. Очигледно некаква вредност има. Може да не е по твој вкус, може да не е доволна за твојот интелект, ама дека нема вредност не можеш да речеш. Ама добро сега, тој е концепт што функционирал кој имаш класни разлики да речи. Денешно време класни разлики мање виши да нема. Ти порано имаше сиромашни луѓе, имаше средна класа, имаше административна класа, имаше богата класа, имаше кралство. Денешно време имаме сирома луѓе и тие 1% што ги лапат сите пари. А тие 1% што ги лапат сите пари, ја сигурно нема Моцарт да го слуша. Пошто Моцарт нити пари носи, нити пари троши по. И то може да е жалост, аз не викам не. Ама добре дојдовте во 21 век. За жал тоа е светот во кој живееме ден. Колку посложено го правиш нештото и колку поќе мислиш дека уметнички ќе го доловиш, толку помалку ти го слушаат луѓето, и на луѓето вниманието му е 10 секунди. Што значи ако не му го фатиш вниманието од тие 5 до 10 секунди, ако сакаш биди најдобриот уметник на светот, 99% од народот нема да ти го слуша нити да ти го разбери не. Ти си се отепал од мачење да направиш нешто поке и ќе слушниш некое дете таму со телефонов раце. Кринге. И за да душе кој што рековме, децата то кринж го користат и кај што треба и кај што не треба. Едно две кринж, требало не требало. Пример се спремат две чупиња за излегвање, едната прашва другата како ми стои ова, другата таму кринж. А не знаеш што значи кринж? Вик што неубаво ти направи се осеќаш што ја виде другарка ти до терана или ќе јат негде какво јадењето кринж. И добро, се јадење може да ти направи да се осеќаш неубаво. А може да речеш и дека грт е сендвичот, така? Тап добро, не е толку фенси зборот грт како кринж, ама баре искрен. Така уствари го користат за не ме бенди своа кринж, а нема врска едното со друго, ама добро. Што нели кога е популарен некој збор, мора сек да се класи. Особено во музика, едно време беше генг, не знам дали уште го користат. Генг. Тие ни банда имат видено во животот. Нити знаат зошто е како битно убаво му звучи, го слушнале во песна и са сите генг ке вели. Крингевате, кринж. Исто така како сме веќе кај музика, знаете што е кринж? Истите па истите текстови. Мисля менак ме најдот. Неш може да треба направиме една епизода кај што јас ќе кажам што мислам дека е кринж во музика. Не може да знае. Па може да и некој биф ќе излезе од приказната на крајот. О, мори мајка. Тоа е дечки, јас мислам дека доста е за денес. Дека го продолжиме натаму, ептен понеделнички ќе почнеме со бифоите. Така што другите овие теми што ми текнуваат успат ќе оставиме за наредни епизоди. Вие останете ми со здравје, останете на програмата и се гледаме наредна епизода. Поздрав, имајте убав ден.